Екипата на телевизија Стара е токму тука на лице место, како што можете да видите, огнот веќе се разгорува и не само што една нива целосно веќе офатена со овие пламени јазици кои што полека но сигурно се движат кон првите куќи на селото Кучичино. Се очекува во секој момент и пожарникарите од Кочанската противпожарна екипа да дојдат и да почнат со санирање на пожарот, односно негово локализирање. Во меѓувреме, само да кажеме дека мештаните од селото Кучичино не седат мирно. Длабоко се вознемирени и очекуваат помош на време. Доколку не се случи тоа, велат, може овие пламени јазици кои што се до вашиот репортер да се прошират и да бидат мощно опасни за нивните домови. За сега над 20 хектари земјоделски култури, претежно житни, со себе однесе пожарот кој избувна синоќа и во некои делови се уште гори. Направена е огромна штета која земјоделците од неколку села од Кочанско ги втурна во нова непогода. Кога се врна од работа, гледам од Чифлички пат гореше ново. Сакаме да помогнеме и ние со граѓаните, искочиме у сусрет, дојдеа на време и пожарни и се искочија у сусрет. Гледаме да не се префрле од оваа страна на кај гробишта на кај црквата. Лошо. Колку лошо? Беше ли вознемирувачки тоа? Много, страшно беше. Гледката беше страшна. Враќаме се од Штип И гледаме дека горе и право да помогнеме. Колку време се задржате тамо на помош? 2 сата, 3. Со шо помагат? Со метли, кранки. Со се. Например, со шо? Например, со стапови, со метли. Освен земјоделски култури, пожарот зафати и едно возило, а во последен момент е спречена и човечка трагедија, зашто во него имало 4 патници. На лице место излеговме со 6 возила и 11 пожарникари, бидејќи беше поголемо место зафатено. На магистралниот пат имавме исто така една сериозна ситуација, каде што изгоре едно возило, кое е било во тој момент на минување, со 4 члена семејство. Семејството се згрижени со помали повреди, предадени на брза помош, од таму се пуштени на домашно лекување. Причините за пожарот се идентификуваат со палење на стрништа, што во овој дел од регионот е редовна пракса. Со оглед на големите штети, очекувано е земјоделците да побараат обештетување, зашто од општината веќе формираат комисии. Локалната самоуправа прво треба да формира комисија да видиме доколку има штети од тоа што е пожарот, пошто тоа е страништа кои беа ожнеани од јашмени и пченица, беа запалени. И доколку ние ќе формираме, има потреба, ќе формираме комисија локалната самоуправа и луѓето треба да дојдат да си пријават штета. Поради се почестите појави на нелегални палења на стрништа и сериозни последици од нив, овдешните жители со конкретни барања до надлежните. Али во општина Блешево треба да има едно противпожарно возило. А ние тука ако имаме противпожарно возило, ние сме на центар, ќе го спречиме огинот за пократко, а они ќе ни дојдеа на помош. Пожарта беше ужасна, народ разочаран, сите излезоа на пат, дојде градоначалникот, ама не можеме да го спасиме, ама со помош на нас и возила и пожарот нека го спречивме. Ова е трет голем пожар за само 10 дена во граничните атари на Карвинци, Облешево и Кочани. Идентично на овој и таму страдаа градинарски култури и житни посеви.